Почитувани ученици, добре дојдовте на мојот наставен час по предметот математика. Јас сум оделенски наставник Билјана Арсовска, доаѓам од основното училиште Вера Јоцик и денес ќе имаме за содржина да обработиме пишување на броевите до 50. Цели на нашиот денешен час ни се: ученици, ќе може да изброите предмети до 50. Ќе научите правилно и точно да ги изговарате и пишувате броевите. Самостојно да избирате стратегија за броење еден по еден со групирање на предмети по 2, по 5 и по 10. Да видиме што имаме тука на сликава. На овие две слики можеме да забележиме дечиња како си играат. Калин сака да ги изброи тројарчињата со кои си игра во паркот. Да видиме на кој начин Калин ги брои тројарчињата. Тој на секое тројарче му става по едно срце на главата и почнува да брои. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и заедно со него вкупно се 10 дечиња, односно Калин има 9 другарчиња плюс он. Да провериме уште еднаш. Едно срце, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вкупно има 10 дечиња. Ова броење се вика броење по 1. И мораме да кажеме, другарувањето е една од најубавите работи за детето. На втората слика гледаме воспитувачката како им чита книга на дечињата. Можеме видливо да забележиме дека сите дечиња се насмејани. Таа има група од дечиња од целиот свет. Бидејќи не го разбираат јазикот на кој им зборува, таа покажала 2 прста и почнала да ги брои по 2. Можеме да погледнеме како изгледа тоа. Еве ги групите по 2. 2, 4, 6, 8, 10. Забележуваме дека воспитувачката брои по 2. Ова броење се вика броење по 2. И мора да кажеме, не е битна бојата на кожата и националноста. Битно е другарството. Сега ќе броиме по 5. На едната рака имаме 5 прсти. На втората рака имаме уште 5 прсти. 5 плюс 5 е еднакво на 10. Се враќаме на почеток и почнуваме да броиме по 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. И забележуваме дека 10 рачиња по 5 прстења вкупно е еднакво на 50. Односно, ова броење се вели броење по 5. Бројот 5 го пишуваме 10 пати, како што ни е прикажан на сликава. Колку моливчиња има? Во една група има 10 моливчиња. Како ќе изброиме колку вкупно моливчиња има? Тука може да ни помогне броењето по 10. 10, 20, 30, 40, 50. Односно, на
5 места имаме по 10 моливчиња, а тоа е 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10. Вкупно 50 моливчиња. Да повториме, да видиме, да се провериме колку сме научиле. Ќе почнеме од почеток. Ќе броиме по 1. Да изброиме колку јаболка има. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 јаболка. Ова броење се вели како? Одлично. Броење по 1. Сега ќе броиме по 2. Да почнеме. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Вкупно имаме 16 цреши. Како се вика ова броење? Многу добро. Броење по 2. Да погледнеме. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ова броење велиме дека се вика броење по 5. Што можеме да забележиме? Дека цифрата на единиците завршува или на бројот 5 или на бројот 0. Ни дојде едно моливче. Сега ќе почнеме да броиме по 1, па ќе продолжиме активноста според незините барања. Едно моливче. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 моливчиња ставени на едно место и затворени, се вели дека се една група од 10 моливчиња. Повторно ни доаѓа моливче. Да ги броиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Втора група од по 10 моливчиња. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Трета група од по 10 моливчиња. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Четврта група од по 10 моливчиња. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одлично. Ова ни е пета група од по 10 моливчиња.
Кога ќе броиме по 10, забележуваме 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10. Броење по 10 како не изгледа? 10, 20, 30, 40, 50. Односно 5 пати 5 групи по 10 еднакво на вкупно 50 моливчиња. Одлично! Се надевам дека ви беше многу лесно и доста интересно. Сега би ве замолила за домашна работа. Земете во двете рачиња колку што можете повеќе боички. Обидете се да ги изброите со броење по 1, по 2 и по 5. Ви благодарам. Довидување, дечиња, до следниот час.